Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор Јасум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на неврологијата. Конкретно ќе зборуваме за влијанието на временските услови врз невролошкото здравје. Моја гостинка и соговорничка во студиото е професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог на клиниката за неврологија. Професорка Цветковска-Петровска, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар, добар ден и до гледачите на Сител телевизија. Денеска е со една интересна тема, нели, да поразговараме за влијанието на временските услови врз нашето здравје. Така да и да разјасниме некои дилеми, бидејќи многу често велиме времето влијае врз здравјето. Во кој случај навистина може да има реална медицинска индикација, како што велите вие стручно, врз општото здравје на населението? Така е, тоа не е мит, навистина времето има влијание врз нашето здравје и тоа нели врз пореметување, односно врз правење на еден дисбаланс во нашите физиолошки системи. Како всушност делува и што всушност делува од времето? Од времето делуваат повеќе фактори. Првично може да делува влажноста, која што сега ни е, да кажеме, зголемена. Потоа може да имаме нели влијание од страна на промените во атмосферскиот притисок или познат како барометарски притисок, кој што секако делува врз нашиот систем и особено битно наглите температурни промени. Значи не збориме сега само за промени надвор, нели, туку и излегување и влегување од премногу загреани во простори во надворешни услови каде што се многу ниски или многу високи температурите. Така е. Така, професорка, дали навистина промените во временските услови многу повеќе ги чувствуваат пациентите со невролошки заболувања? Сите овие тригер фактори кои ги споменавте. Така, па да, би ги ставила како поосетлива категорија пациентите кои што страдаат од невролошки болести, особено пациентите кои што страдаат од хронични невролошки заболувања, хронични невролошки состојби, меѓутоа нели не смееме да ги забораваме и да потенцираме, да го потенцираме ризикот од акутните невролошки васкуларни заболувања, бидејќи и тие пациенти ни се сега да кажем овој период од годината. Така, тука се пред се мозочните инсулти, односно мозочните удари. Кога сме кај нервниот систем, кои од овие промени во временските услови најмногу влијаат врз нервниот систем? Да, ги спомнавме, нели, овие промени, метеоролошки промени делуваат, а зошто делуваат и како делуваат, сега подетално ќе објаснам. И ние имаме еден систем кој што е познат како парасимпатички систем. Тој е составен од симпатикус, кој што е активатор, и парасимпатикус, кој што е инхибитор, односно смирувачки делува на нашиот систем. Во услови кога имаме пореметен, односно променет барометарски притисок, односно атмосферски притисок во надворешната средина, посекако ќе делува на еден дисбаланс во овој систем, во овој парасимпатички систем или автономен нервен систем, еве да го кажеме, и ќе чувствуваме повеќето од нас, и здравите условно кажано, особено невролошките болни, чувствуваме некои непријатности. Какви се тие непријатности? Например, ќе седнеме да одмориме и одеднашка чувствуваме срцебиење, треперење во градите или така познато како палпитации. Сме повеќе напнати, односно анксиозни, а нели ќе кажеме безпричински одеднашка, од времево поинаку реагираме. Од нигде никаде поинаку реагираме несвојствено за нас, за некоја таква ситуација. Потоа може да чувствуваме нели зголемен замор, односно да имаме чувство на една безволност, апатија, не ни се станува од кревет, не ни се оди до продавница, не ни се станува наутро да идеме на работа, и сето тоа е токму ради нели тие, да кажам, заради тој нарушен баланс во автономниот нервен систем. Од друга страна, да ги спомнеме сега од нашите пациенти кои што имаат невролошки страдања. Хроничните пациенти, Хроничните пациенти, особено да кажеме пациентите кои што имаат заболување на периферниот нервен систем, односно пациенти кои што страдаат од некаков тип на невропатии. Они се поосетливи, нивниот нервен систем, особено периферниот, нели завршетоците на периферниот нервен систем се поосетливи визави здравата популација, па посекако ќе имаме потенцијал
потенцирање на нивните симптоми во смисла на болки во стопалата, болки во шаките, чувство на жарење, печење, трнење, сите тие симптоми многу повеќе ќе се потенцираат сега кога нели имаме надвор некои метеоролошки промени кои што не влијаат поволно на нивното здравје. Едноставно нивните рецептори се сега посензитивни, они имаат нормално нарушени периферни нерви, кај некои од нив демиелинизирани, значи начинот на спроведување на импулсите и така е нарушен, па сега во вакви услови уште толку потенцирано знае да биде нарушен, секако пропратено и со дисциркулација, па нели ќе имате и чувство на студ во стопалата, во нозете и во рацете. Така, навистина убаво и конкретно објаснето за сите промени. Каква улога тука играе генетиката или се зависи од состојбата, односно од здравствената причина или од самото заболување кое го носи пациентот? Па нели ние секогаш кога говориме за промена во временските услови? Во народниот говор стално велиме има луѓе метеоропати, нели? И навистина има луѓе метеоропати кои што малку почувствително реагираат на вака на временски промени надвор, како што имаме сега есенско време. Секако прво нели мора да ги споминеме факторите. Факторите се надворешните влијанија кои што може да делуваат врз да кажам, врз крвните садови, врз течностите што ги имаме, бидејќи мозокот плива во течност, зглобовите се исполнети со течност, срцето, крвните садови се и течност. И нормално дека атмосферскиот притисок е делува на притисокот на течностите во нашето тело. Па нели првично тоа е главната причина која што ги прави луѓето да се осеќаат метеоропати. Кога говориме за генетската предиспозиција, тоа е некако индиректно влијание. Нели ќе ги издвојам како категорија пациентките, ќе кажам, повеќе се женска популација со мигрена. Жените со мигрена навистина се метеоропати, бидејќи промената на атмосферскиот притисок надвор и влажноста знае навистина сериозно да влие како тригер фактор, како фактор откочувачки да се провоцира мигренозната атака. Па тука некако би ја поврзала генетиката, бидејќи имаме семејства каде што имаме мајки, ќерки, внуки и така натаму, низ генерации се провлекува една предиспозиција кон појава на мигрената, а мигрената е тригерирана од метеоролошките промени. Така, всушност атмосферскиот притисок многу често може да доведе и кај оние пациенти со хронична мигрена и веќе дијагностицирана до така наречен напад на мигрена. Така е, навистина така е. И амбулантите ни се приполни со пациентки кои што имаат мигренозни атаки периодов, кои што навистина се трудат сите тригерирачки фактори да ги избегнуваат, меѓутоа ова не можеме да го избегнеме, ова е надворешно влијание и навистина имаат во моментов, да кажам, периодов неделава сериозни атаки на мигрена, да не ги заборавиме и тензионите главоболки, бидејќи тензионите главоболки се, како да кажам, психогени главоболки и знае нели времето да делува на намалување на расположението, појава на анксиозност и провокација и појава на тензиони главоболки и општо сите главоболки. Главоболката е нешто што нормално ќе делува, ќе се развие во услови на намален, на спуштен барометарски притисок во воздухот. Така, но како што рековме и на почетокот, временските промената во временските услови може да влијае и врз посериозни состојби. Тука ќе го акцентираме и мозочниот удар според вашето клиничко долгогодишно искуство. Постојат ли одредени сезони или временски услови каде што се почести мозочните удари кај граѓаните? Така е, точно, да. Говоревме летото за топлината, значи различен механизам има, а студот има малку поинаков механизам. Посекако, особено внимателни треба да ни се пациентите, хроничните срцеви пациенти, кардиолошки пациенти, затоа што ова време, бидејќи акутните невролошки состојби се последица на хроничните кардиоваскуларни заболувања.
посекако дека ова време делува на нагли скокови на крвниот притисок. Зошто? Заради тоа што во услови кога имаме снижен барометарски притисок во воздухот и ладно време, имаме влијание на крвните садови. Крвните садови секако мора да мобилизираат што е можно повеќе крв и кислород до мозокот. Така, да. Мозокот е централата и независно какво е влијанието од надвор, тоа мора секогаш да има идеални услови и тоа е еден сложен систем, нели, кој што комплетно ја мобилизира крвта да имаме, да не дај Боже има мозокот недостаток на кислород и на глукоза, нели, тоа е главното шеќерот кој што се храни мозокот. Са што се случува кога е надвор ладно? Имаме скврчување на крвните садови, вазоконстрикција, се со цел, нели, да може нашиот централа да биде доволно обскрбена со кислород и со глукоза. Во овие услови честопати се случува кај пациентите да имаме баш во вакви услови нагол пик, односно нагол скок на крвниот притисок, и затоа морам да ги посоветувам граѓаните, особено кога имаме вакви временски промени, да го мерат крвниот притисок барем во 3 точки. Значи да го мерат наутро, да го мерат на ручек, да го мерат навечер и према вредностите да ја адаптираат терапијата. Многу е битно да ја адаптираат терапијата, се со цел, нели, да превенираат појава на некои ивенти несакани, како што е мозочниот удар. Така. Мозочниот удар има секако на зимно време поголема инциденца на појавување визави други периоди од годината, баш ради овие причини. Така, тука е и загадувањето како дополнителен имаме проблем. многу фактори, значи да. сериозно навистина градските татковци треба да го дигнат црвеното знаменце во однос на аерозагадувањето, посекако делува на комплетното страдање на здравието на луѓето. Нели мора да помислиме на нашите идни генерации, бидејќи некако и границите ни се помлади страдаат од сериозни, популација. вклучително и мозочни. И не само тоа, и начинот на исхрана зимно време ни е многу лош. Значи мора да се јаде балансирана храна, да не биде обременета со масти, со соли, солта, нели, она што е типично наше расолот или зилката што ја ставаме, сармите и така на притисокот ќе се крене, Притисокот секако ќе се крене и од тие причини, нели, треба да се води сметка за балансирана храна и да не го заборавиме хидрирањето. Без разлика што е надвор и онака студено, течностите си требаат во организмот. Телото ни е вода и ние мора да секогаш да внесуваме идеални количини на вода. Зимно време не ни се пие вода, тоа е објективно, нели, летно време повеќе се потиме, го чувствуваме телото дека само ни е по себе си доаѓа потребата, А зимно време не ја чувствуваме житта, немаме сигнали, аларми и затоа морам да препорачам дека треба да се зимаат течности во зимно време. Исто литро и пол до 2 литри течности. Исто како и во лето. Така е, професор, ќе да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму за останатите состојби кои се поврзуваат со временските услови. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ве поздравувам вас и вашата гостна докторка. Би сакала да прашам едно прашање. Јас сум оперирана од карцином на дојка. Така. И сега многу ми трнат прстите и нозете на прстите. Не ми се ладни нозете, не ми се ова, ама обично како ми се ставени нозете, например, прстите во коприва. И некако многу ми трнат рацете и таа левата рака кај што сум оперирана, имам доста болки. Јас моментално пијам анастразол и пијам неуробион. Извинете да ве прашам, дали имате примано хемотерапија, зрачна терапија? Да, примат 8 хемотерапии и после 8-та хемотерапија почнав на таблети на анастразола. Ама се уште осеќам трпнење на рацете и по некој пат позади на вратот, како да ме бутка некако така, како да немам стабилност во одењето. Во ред ќе добиете совети и препораки од професорката Петровска-Цветковска. Секој добро, господје. Добро, позната работа е дека имаме од лекови, особено од хемотерапијата, развој на полиневропатија, која што е, нели, предизвикана од лекот. Лекот
ликува, ова се сериозни ликови кои што го спасуваат животот, меѓутоа можат нели да дадат некои несакани ефекти, а едни од тие споредни несакани ефекти кои што се занемарливи визави ефикасноста на лекот е развојот на таа полиневропатија која што обично е од аксонски тип и нели би требало со текот на времето да се повлече, да се повлече, некогаш може да остане, нели би ја посоветувала господјата да зима витамини од Б групата, да зима други типови на суплементи, алфа-липоична киселина или ништо било што би можело малку да помогне во опоравувањето на тие мали ситни завршни гранки од периферниот нервен систем. Да, тоа е работа што ќе се невролошки преглед кај специјалист невролог, за да може конкретно да се утврди причината за тие трнења, но секако и со овие суплементи може да дојде до подобрување на состојбата. Да вклучиме, професор, ке уште неколку гледачи, ќе продолжиме со нашиот разговор. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Да. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам едно прашање до докторката. Повелете. До денеска имам 3 неделјеви, како од позади, не на вратот, измеѓу вратот и тилот и десната страна од кај убот, од позади имам болки. Примев 3-4 неси и ми припиша рантен дуел. Малце ми е попоменато, али болките ги имам и како да ми трпне од позади тилот. Дали некакви испитувања ви направиле терапијата од матичен лекар? Сега не, ама преди 16-17 години имав од реума, од промаја и искривување на исто на десната страна окото и устата. А увото дали ве боли? Дали имате чувство на чукање во увото? Да ви пулсира нешто во увото? Не. Од левата страна на носот, насаба или кај ќе станам, имам како згрупчена крв. Во ред ќе добиете совети и препораки од професорката. Секој е добро, господјо. Да, секоја болка, секоја главоболка не е диагноза, нели? Не е. Таа е само симптом на некоја состојба. Веројатно ова е симптом на некоја состојба, со оглед дека нешто се случува оториноларинголошки. Јас би ја посоветувал господјата да направи консултација со оториноларинголог, бидејќи имала претходно и некој периферен фацијалис. Сега пак има некоја тапа болка позади увото, тилна регија, меѓутоа пак е позади левото уво, би ја посоветувала нели да направи таму преглед. Може би треба да се даде поинаков тип на терапија, а не само да се ублажува болката, нели? Може би треба антибиотска, да се најде секако причината. Така е. Како што слушнавте, господјо, на специјалист за уво, нос и грло, еден детален преглед за да се открие што би го предизвикувало тоа болење или болка во тој предел од вашето тело, доколку имаме и следен гледач. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до водителот. Поздрав и до вас. Поздрав. Моето прашање до докторката е: имам 65 години, диабетичар сум, имам коронарна болест, стентови и ред други работи. Меѓутоа, веќе година и кусур имам ужасна болка со трпнење и жежење во прстите на левата нога. Направив доплер, направив рентген, направив магнет. Од се по нешто има на резултатите, од спондилоартроза, дископатија, али се тоа не е толку силно назначено. Значи, као почетна фаза. Допред 7-8 месеци пиев и лекови за како се каже, остеопороза.
Така. Ги пиев некои 3 години, ми ги прекина, рекоа дека на декстроскен резултатите се подобрени. Одлично. Меѓутоа, јас имам ужасни болки во ногата, во прстите. Крајните завршетоци на прстите на левата нога. Со исклучок на палецот, другите 4 прста. Од лекови ми препишаат и лесо и тиогама, ги зимам, и си ја пием редовната терапија што ми е за другите болести и одржувам се под контрола. И со шекерот, и со притисокот, и се друго е во ред. Од тилесото почнаа да ми излегуваат модринки, затоа што примам и аспирин. Да. И сега го прекинав тилесото, ама болките си продолжуваат, поготово кога сакам да испешачам повеќе од 2 километра, например. А Така. Да, во ред навистина комплицирана состојба, како што би се јас рекло мислам дека медицински. Да, ќе добиете совети и препораки, господјо. Секој е добро и продолжете да пешачите, иако изадава проблеми, да. Господјата е многу дисциплинирана, секоја чест, мислам треба сите граѓани да ја чујат колку е позитивна и колку е дисциплинирана, и многу ми е драго што слушам дека некој успева мноштво на коморбидитети да ги балансира. Дијабетот е сериозна болест, а ако шекерот е под контрола, посекако квалитетот на живот ќе е многу долго зачуван и ќе имаме долг живот. Нема да имаме последици. Веројатно имаме и некои страдања на крвните садови, со оглед дека сме со стентови и така натаму, и тоа, нели, пешачењето е работа која што ќе мора да ја применува, независно од болката. Јас би сакала да ве повикам да дојдете на неврологија или во 8 септември да се направи електромиографија. Електромиографијата ќе ни направи една разлика, дистинкција дали станува збор за диабетична невропатија, обично таа иде симетрична, не би требало само на едната нога да биде, или станува збор за лумбоишиалгија, која што нели во одредена дерматомска проекција може да дава испади само во прстите на нозете. Значи, електромиографијата ќе ни расчисти во основа која е главната состојба ради која што е маката, и можеби нели да исклучите и гихт, со оглед дека ви се упорни јаки болките, нели да се провери ацидум урикум во серум, да видиме дали можеби тоа е нешто причина. ЕМГ, скратено и попознато, кај народот. И ќе ни помогне да направиме дистинкција. Така, да се има појасна представа. Во однос на суплементите, јас се согласувам, добар избор направиле докторите кои што и ги ординирале. Веројатно доволно е аспиринот во однос на циркулацијата, бидејќи двојната терапија и прави проблем со модринки. Така. Професорке, што се случува со нервите кога имаме пад на температурата, ни престојат и постудени зимски денови, зошто тогаш болката станува поинтензивна и поизразена? Па баш ради таа вазоконстрикција. Да. Пак се врти околу атмосферскиот притисок. Така е, се врти околу атмосферскиот притисок и околу тие наши крвни садови како реагираат на атмосферскиот притисок. Самата вазоконстрикција ќе ги надразни рецепторите за болка и рецепторите за болка стануваат поосетливи, посензитивни. Некои луѓе се посензитивни по самата природа. Хроничните болни секако се сите сензитивни, па дури здрави луѓе. Нели кога ќе направиме влези-излези топло-ладно, кога ќе ги измрзнат нозете, ние кога се подобрува циркулацијата имаме чувство на жарење, пецкање, непријатно чувство во стопалата. Значи дури здравите луѓе страдаат, да не кажеме луѓе кај кои што имаме оштетени нерви, кај кои што имаме нарушена справодливост на нервите, секако дека осеќаат многу повеќе визави другите периоди од годината. Дали за пациентите со хронични невролошки заболувања е препорачливо да водат дневник токму при вакви нагли промени или кога ќе имат поизразени симптоми, за нивните симптоми како се чувствуваат? Па да, дневник ни водат скоро сите хронични болни, пациенти со мултипла склероза си водат дневници, пациентки со мигрена водат дневници, пациенти со кластер главоболки, пациенти со полиневропатија си водат дневници, и секако. Зошто треба да ги водат тие дневници? За да видат кои работи
им ги тригерираат потенцирањата на тегобите, кој период од денот, дали влези-излези, нели, од топло на ладно, од ладно на топло, враќајќи се, знае да е тригерирачки фактор и тука да се превземат мерки, да кажеме, на превенција. Која би била мерката на превенција? Кога ќе се излегува надвор, луѓе што имаат невропатија, кои што имаат осетливост на тие оштетени нерви на периферниот нервен систем, треба поинако да се облечат. Значи, ние ако одиме со потенки чорапи, они ќе треба, нели, да облечат термочорапи, убави, удобни чевли, топли чевли, чевли кои што нема да пуштат влага. Сето тоа, нели, да се да кажам, превенира да не ги чувствуваат толку потенцирано тегобите. Би сакала да напоменам и друга работа што мислам дека сите ја грешиме. Температурата дома ја држиме на, нели, може да се случува некои соби да ги прегреваме, некои соби да ни се ладни. Тоа не е во ред. Значи, не е во ред, правиме шок на самиот организам. Температурата во домовите не треба да е повеќе од 22 степени. Ако ние од 30 степени соба излеземе надвор на 6-7 степени, па тоа, нели, е шок на организмот. Шокот, тој температурен шок прави стрес. Стресот побудува каскади на инфламација, побудува каскади на активација на промени во зидот на крвните садови. Крвните клетки поинаку се однесуваат. Нели, треба да ги избегнуваме тие шокови. Во однос на хроничните болни, апсолутно да водат дневник во однос на крвниот притисок, во однос на промените во глукозниот индекс. Зошто? За да, нели, превенираат одредени шокови, кои што шокови, скокови и на крвниот притисок, скокови во шеќерот, мастите да не ги обременуваме, да ги потенцираме со јадење на мрсна храна, сите тие да се избегнуваат сите тие ризик фактори за да превенираме појава на акутни невролошки болести, меѓутоа и да не ги провоцираме хроничните невролошки состојби. Професорка, многу работи набутавме, никако различни состојби за да офатиме се во ова кратко време од 30 на минути, но пред се ви благодарам за практичните и корисните совети од ваш стручен аспект кои ги споделивте со нашите гледачи на ова доста често споменувана тема и со задоволство очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам, Александар, на моје големо задоволство, секогаш сум дел од вашиот тим и од вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш, професорке, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!